Подолг период сум во приватниот сектор. Почнав со една аптека и во наредните неколку години стартувавме со уште 5 организациони единици и до ден денес успешно работиме. Сега ПЗУ аптека Сарафарм е компанија која што брои 6 аптеки и за 20 години постигна многу успеси, секојдневно растеме и напредуваме. Тука морам да го споменам и мојот сопруг, кој напоредно со мене работи своја фирма, веледрогерија на големо со лекови и потрошен медицински материјал. Еден на друг сме си поддршка. Јас и мојот сопруг сме фармацевти, како и помалиот син, а поголемиот е доктор. Аптеките се јасно позиционирани во системот на здравствена заштита. Делуваат согласно принципите на добрата аптекарска практика, каде што прв фармацевски интерес е благосостојба на пациентите. Континуираното успешно менаџирање е клучниот фактор што ја одржува една компанија стабилна, конкурентна и подготвена за раст. Со 20 години менаџерско искуство, улогата на менаџер носи уште поголема тежина. Јас сум првиот претседател на фармацевската комора кој што доаѓа од базата, односно од аптека, каде што секојдневно се соочуваме со проблемите на пациентите и со функционирањето на институциите на здравствениот систем. Проширувањето на листата на здравствени услуги од самиот старт ни беше приоритет, за да може пациентите да имаат придобивки од неа. Во таа насока беа направени измени на Законот за здравствена заштита токму во делот на проширување на листата на здравствени услуги кои можат да се вршат во аптеките како посебен вид на здравствени установи. Младите да веруваат во себе, да учат без страв и да чекорат храбро. Упорноста, знаењето и интегритетот се клучот за успешна кариера. Како фармацевт, посветеноста спасува и подобрува животи, да бидат стручни и храбри во секој чекор. Успехот доаѓа кај оние што работат со срце и професионалност, да инвестираат во себе, курсеви, книги, практични проекти. Знаењето е најјаката и најсилна валута. Не се откажувај од она што те тера да блескаш. Ке има тешки денови, предизвици, сомнеши, туги мислења, но твојата визија за иднината треба да биде погласна.